Повикот на премиерот Зоран Заев за национално помирување за настаните од 27 април, во говорот со кој требаше да ги убеди пратениците да ги поддржат уставните измени за името, е највпечатливиот дел од денешното прво продолжение на пленарната седница. При тоа, Заев се ограничи на термините простување и помирување, без да спомене помилување или амнестија. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената. Политичари доаѓаат и заминуваат, но Македонија и народот наш остануваат за секогаш. Нема друг начин да ни се помири нашиот народ, ако прво ние овде не се помириме. Пратениците од опозицијата како да беа затечени од повикот на Заев, па речи си и да не се осврнаа на тоа во настапите на седницата. Наместо собраниската говорница, репликата од ВМРО ДПМН дојде од партиското седиште. Опозицијската партија смета дека настапот на Заев е доказ и станува збор за политички фабрикуван случај. 50 на луѓе со месеци се предмет на политички прогон со цел Заев да може да тргува со нивната слобода, а за возврат да бара поддршка на договорот со Грција за преименување на Република Македонија. Ова јасно покажува дека власта не само за 27 април, туку и за други случаи против луѓе од ВМРО ДПМН води политичка хајка само за да тргува за нивната слобода. Крајно неморално и крајно неетички. Ова мора да престане и само така може да има помирување. Правдата мора да стигне и затоа бараме нова обвинителска институција која ќе ги истражи сите случаи каде има сомнеш за нарушување на законот и која непристрасно ќе ги анализира фактите и доказите. Еве прилика на Заев да докаже дека е за вистинско помирување и за правда без никакви условувања. За првична реакција за повикот од Заев, прашавме двајца новинари кои лично известуваа собранието на крвавиот 27 април. Горан Трпеновски и Кристијан Ландов таа вечер се најдоа во метежот во прес-салата. Споменувавте дека сте спасувале пратеници. Токму така, тука беше пратеничката Мира Стојчевска која стоеше буквално пред вратата кога најде толпата. Сведок на сите настани, лета столици, лета буквално незнам тастатури, мауси, и беше испукан куршум, димни бомби, се што беше. Ние бевме и дури заложници, се спуштивме во долниот дел од холот, каде што се криевме по канцеларии, затоа што не знаевме дали ќе излеземе живи од тука. Имаше бремена жена, новинарка исто од нашата редакција, беше тука која е бремена, затоа што не знаеше како да искочи надвор. И тука се слушаше се што еден од моите сниматели беше повреден во тој напад. Значи беше мамнат со статив по глава. За сето тоа треба да ние да речеме окей, тоа е тоа фино, лепо, завршуваме, па идеме понатаму со истите пари. Не можам јас да го разберам тоа при сето тоа што се случи тука. Значи и навреди и буквално турканици, низа повредени луѓе, тука не беа само пратениците, повторно ќе повторам. Имаше медиумски работници. Така, но оговорот на премиерот е во контекст на Преспанскиот договор. Значи тоа помирување би било во однос на опозицијата да ги поддржи уставните измени. Уставните измени со цел промена на уставното име, а при тоа влез во Европската унија и НАТО. Ако чинам е така, а ако е така, Европска унија и НАТО се залагаат пред за имплементација на правната држава. Јас сум лично подготвен да простам. Значи, но не заборавам. И да видиме дали предлогот на премиерот Заев, кој што тој кажа помирување, не кажа директна амнестија, сега треба да видиме како тоа ќе помине кај пратениците на ВМРО ДПМН. Секогаш во клучни моменти за држава нешто се губи и нешто се добива. Сепак е во НАТО и иднината и на Македонија, и на нашата фамилија, мене, на детето моје, на сите е побитно тие настани, но јас не решавам, решаваат политичарите, а јас ќе решам на наредните избори, тогаш ќе видам како ќе постапам. Сега
За сега не знам како да го толкувам, но мислам дека е фер предлог. Сега дали ќе се прифати, ќе видиме. Да оставиме времето. Доколку повикот за помирување преиде во амнестија, би го поддржале и тој чекор? Скоро 30 погреби. Сум бил 2001 година, пола ковчици беа празни со униформите и не сакам пак да ги гледам тие слики и сепак би го поддржал тоа, али само нова да остане. Сите други чинители за сите други кривични дела треба да одговараат. Треба нешто да дадеш за да добиеш. По настапот на Заев, Жешко и на социјалните мрежи. Пораките се дека амнестија за 27 април не смее да има. Универзитетскиот професор Сефер Тахири и директорката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска се децидни дека евентуална амнестија само ќе го засили револтот на јавноста која е желна за правда. На asnjë mënyrë nuk mendoj se ai bëri për amnisti apo abolicion të personave të cilët ishin të përfshirë në ngjarjet e 27 prillit, përfshirë edhe deputetët e VMRO-DPMNE-s. E them këtë për shkak se kryeministri Zoran Zaev është vetëm kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe nuk mund të vendoset mbi sistemin juridik kushtetues dhe gjithë sistemin e Republikës së Maqedonisë, sepse as nuk mund të vendoset mbi sistemin gjyqësor, me që kualifikimi i veprës gjithashtu është i rëndë. Bëhet fjalë për kërcënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë së vendit, nuk mendoj se ka hapësirë këtu për amnisti. Dhe mendoj se falja si koncept, si ide apo si realitet edhe historik është pjesë e kodit civilizues ballkanik dhe në këtë prizëm e shoh. E shoh edhe në prizmin e kodit civilizues të Republikës së Maqedonisë dhe nuk shoh hapësirë për amnisti juridike. Gjithashtu vlerësoj se ai nuk mund të falë veprën e cila ju bë Zjadin Selës, i cili ishte, mendoj se në prag të vdekjes dhe mendoj që si e tillë ajo vepër nuk mund të falet, por gjyqësia duhet ta bëj punën e vet pavarësisht të thirrjeve të këtilla, të cilat mund të tingëllojnë edhe politikisht amnistuese. С оглед на тоа што 5000 пратеници се најдиректно заседнати како со настаните од 27 април, така и со оваа изјава на премиерот Заев, ако можеме така да кажеме, како очекувате тие пратеници сега да реагираат и да се постават? Unë konsideroj që nëse mund të arrihet ajo shumicë prej 2/3 të votave, që është gati se e pamundur për mendimin tim, por ja që themi nëse arrihet, nuk do të arrihet sipas disponimit apo vullnetit politik të këtyre deputetëve, të cilët janë të tanguar nga rastet e 27 prillit dhe ngjarjet që ndodhen pra më pas si rrjedhoj e 27 prillit, por konsideroj që ky reflektim do të ndodh si rezultat i reflektueshmërisë të disa deputetëve të cilët mund të ngriten mbi interesat partijake dhe interesat imagjinare, etnike, etnocentriste të cilat i kanë, edhe pse shpresat janë shumë të vogla. Јас не знам што значи тоа национално помирување во услови кога сите знаеме дека се решава прашање помеѓу пратениците, кое што ќе значи или одење на избори или гласање на уставните измени во собрание. Не знам како поинаку можеме ние како јавност да ја толкуваме таа изјава, освен како ако не праќање на порака за тоа дека учесниците во настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија ќе бидат амнестирани. За мене тоа е навистина неприфатливо и прво од аспект на тоа дека ние сепак живееме во некоја правна држава каде што има закони. Граѓаните на Република Македонија долги години живеа во состојба на правна несигурност, токму поради моментот на неказнивост, кој што ни се провлекува низ годините и особено кога станува збор за политичари.
Да не заборавиме дека протестите на шарената револуција започнаат токму поради амнестија на да речеме на луѓе кои што беа амнестирани за своите кривични дела. За мене ќе биде навистина многу трагично, ќе биде непростливо доколку се простат делата кои што беа сторени на 27 април. Петмина од пратениците се најдиректно засегнати со целата таа ситуација, токму поврзана со овие настани. Како очекувате тие да реагираат и да се постават по денешнава изјава? Па јас не би можела сега тоа да шпекулирам како тие би се поставиле после денешната изјава, меѓутоа доколку одиме на онаа опција дека национално помирување под навозници значи амнестија, тогаш би требало тие петмина пратеници да гласат за уставните измени. Од 5 обвинети пратеници за настаните од 27 април, во салата денеска беа присутни Јохан Тарчуловски и Љупчо Димовски. Спикерот Талат Џафери ги прочита Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, меѓу оние што го известиле дека од оправдани причини нема да присуствуваат на седницата. Поговорот на премиерот Тарчуловски за Фокус изјави дека ако судството е независно, не може премиер да дава амнестија, одбегнувајќи дополнителен коментар. Повикот за помирување од Заев се наметна како тема и на протестите пред собранието. Вечно име на Македонија! Повикот за помирување за 27 април на премиерот Зоран Заев стигна до малкумината демонстранти пред собранието, во моментот кога тие порачаа дека владеачкото мнозинство нема мандат да го менува името. Предлогот не им е прифатлив, особено на Коле Джангаловски, кој одлежал 3 месеци затвор за учество во толпата на 27 април. Како е тоа помирување? Ги држи таму нашите браќа да седат, да лежат во притвори и да ги тепат и да ги измачуваат. Нема пазар. Ние сме луѓе, не сме стока нас да се пазари со нас. Нема пазар. Он треба што поскоро да напушти премиерското место, да оставка на владата и готово да се смени, да дојде нова влада. На иста линија и 66 годишниот Петре Жежовски, кој чека одлука на апелациониот суд, откако бил осуден во прв степен на 2 години и 10 месеци затвор за настаните на 27 април. Ако ова го мислиме сериозно и коректно, требаше да го дади многу порано, другчие ќе отидевме, значи немаше да се мразиме, закрвиме и да не си веруваме. Ама јас знам дека господинот Заев секој пат дава некои изјави и никој пат не си го одржува зборот, она што се вика народно, да не се изразам. И да е така, фала му, јас сум осуден, јас сум накажан, јас ќе ги одлежам како доликува за Македонија. Според мнозинството демонстранти со кои разговаравме, потегот на Заев е само во функција на обезбедување на гласови од опозицијата за уставните измени. И ако мислел само да се договори, да се направи пак некој дил помеѓу пратениците за да се изгласат овие уставни измени, а против волјата на народот, тоа е исто така недозволиво. Прво не ми се допаѓа, значи као пазар прави, со тоа дали останува на истиот став од Преспанскиот договор што е. Тоа ме интересира. Ако е тоа, цената е превисока и за тие затворените што се од 27 невините терористи. А зошто пред собранието дојдоа само неколку десетици за да го бранат уставот? Со протести некогаш имавме и 10 души. Меѓутоа сега ова што го гледате апсолутно нема врска. Дошле оние што сакале да дојдат. А на бојкотот кажа 1.200.000 луѓе сакаат Македонија и се засегнати. Притисок се врши голем, луѓето стравуваат за работните места и за плашење. Дека отама тој оти од работа, кај ќе оди тој? Што ќе живее? Останува само ние пензионерите и по некој така. Од движењето Преродба ќе продолжат да протестираат секој ден пред собранието, како што велат, се до оставка на владата. Ова беше атмосферата од пред парламентот. Од она што се случуваше внатре, за одбележување присуството на екс-премиерот Никола Груевски. Тој, иако го одложи денешното судско рочиште за уривањето на Космос, со образложение дека сака да оди на собраниската седница, не е меѓу пријавените за збор. Беше забележливо дека Груевски немаше голема комуникација со своите сопартијци.
Впечатлива беше и нетрпеливоста кај премиерот Зоран Заев. Може би разбирливо, зашто ни еден од говорниците од опозицијата досега не е напушти официјалната линија на противење на уставните измени. Единствен што се придодаде кон 71 пратеник што ги поддржуваат уставните промени е Ферит Мухич, кој иако не гласаше за договорот од Преспа, денеска рече дека откако му се разјасниле одредени елементи, се премислил. Парламентот денеска работеше до 18 часот, а продолжение на седницата е закажано за утре во 11.